Со 16 победи од исто толку надпревари во домашното првенство, екипата на Мак Петрол стана државен шампион во куглање, по рекорден 22 пат. Мак Петролци се исто така и освојувачи на Купот на Македонија со вкупно 12 трофеи. За состојбата со македонското куглање, нашата репрезентација и државниот шампион разговараме со Младен Донковски. Ви благодариме што прифативте да бидете дел од ова интервју. Благодарам и на повикот. Знаеме дека вашиот тим без проблем успеа да дојде до шампионската титула, како и трофеот во Купот. Може ли да ни кажете како ќе го оцените првенството со оглед на тоа дека се надпреваруваат само 7 екипи машки и 2 женски? Дали е тоа доволен број за една лига? Па не би рекол дека е доволен број за една лига, конкретно за квалитетот во една лига, но ситуацијата таква е како што е во Македонија, ние мора да се адаптираме на таа ситуација и да го прифатиме тоа како реално и да продолжиме понатаму, да го живееме својот сон и да го тераме својот филм, нели? Оценка за лигата, ќе кажам дека оваа сезона, лигата се реши веќе во првото коло од Македонската кугларска лига, која се одржа на 10 септември 2022 година, кај што своите копија ги вкрстивме со директниот конкурент за златото Вардар 2014. Ние уште во првото коло извојувавме, да кажем, убедлива победа од 6-2. Не знам, голем беше сет, количникот исто разликата сет, така да опуштено влеговме во остатокот од сезоната. Во вториот дел од сезоната ја заверивме нашата титула и се остана рутински да го обработиме делот од првенството, останатиот од првенството. Знаеме дека во минатото голем број на предпријатија има своји кугларски тимови и на тој начин успеваат да ги одржат вработените да бидат спортски активни. Дали е возможно сега овој модел да се применува во денешно време? Па не би рекол дека е возможно, поради тоа што светот оди од ден во ден се подалеку и подалеку, првично поради социјалните медиуми, со паметните телефони и паметните уреди, модернизација на секојдневниот живот, изградба на моловите, значи големување на опциите кои што ги нуди животот. Например, веројатно попаметно би било на некоја корпорација да уплати термин во сала да играат мал фудбал или кошарка или билјард или пинг-понг или некои поатрактивни спортови, каде што и се помали трошоците, отколку да влезе во куглана и да изгуби неколку сати во навидум неинтересен и неатрактивен спорт, но додека не влезат не може да проценат дека. Така да, во минатото имаше повеќе екипи во лигата, во подамнешното минато и 2 лиги броеше Македонија, кај што ќе ги напоменеме, една окта беше дел, 18 август Арама, кој беше составен од припадници на армијата кои кугла, Инекс Дрим, хотелот од Струга, исто така имаше своја екипа, Маслодајна Велес исто така имаше своја екипа, и Македонска банка имаше своја екипа, и X други корпорации, поголеми и помали, но за жал, како тече времето, како се сведуваат трошоците на минимум, така и згаснуваат клубовите. Кои се денешните 7 клубови кои што ги споменавме пред малку? Значи, Мак Петрол има своји 2 тима, Мак Петрол А и Мак Петрол Б. Вардар 2014 има исто така 2 тима А и Б. Пелистер од Битола има исто така 2 тима А и Б. ГТЦ има една екипа, тоа се 7 машки екипи, и има уште една екипа, Империјал Тобако ТКС или Тутунски комбинат Скопје, која допред некоја година, значи допред ковид кризата, учествуваше во лигата, но со тек на време изгуби дел од играчите, они се луѓе во години и тоа си го свати како рекреативен спорт и така и продолжија да си го доживуваат. И 2 женски екипи, едната женска екипа е ГДЦ Мусандра, а другата е женската екипа на Пелистер од Битола. Знаеме дека Мак Петрол се надпреварува нели на домашна сцена. Дали настапувате меѓународно, дали се надпреварувате во Еврокуповите и доколку се надпреварувате сме далеку од најдобрите? Па да, ние се, значи, домашната лига, Македонската кугларска лига е филтер или одскочна даска за излез во Европа,
со самото рангирање во домашното првенство, прво, второ, трето или четврто место, или освојувачот на купот, и се изборува пласма за во Европа. Европските купови се одигруваат во месец октомври секоја година. Има Велтпокал, тоа е светски куп, каде се надпреваруваат шампионите од сите држави. Има Европа покал, кај што се надпреваруваат второпласираните, и МБЦ покал, кај што се надпреваруваат третопласираните и освојувачите на националните купови. Мак Петрол учествува секоја година во Еврокуповите. Најголемиот успех е пред точно 10 години, во 2013 година во германски Аугсбург, каде што е освоено среброто, значи второ место на НБЦ покал. Тогашната екипа на Мак Петрол отиде како освојувач на домашниот куп. Наредната година, 2014 во исто Германија во Еринген, беа во квалификации први, но за жал четврти завршија на крај на тогашниот МБЦ куп. И да, како што рековте и вие, за жал сме малку далеку од моменталната ситуација и моменталните екипи. Тоа е поради тоа што модерните куглани кои се градат насекаде низ Европа не се ни блиску до нас кои ние што ги имаме овдека. Значи условите што ние ги имаме тука и на тие услови што работиме, и условите што ги имат останатите екипи се многу различни, и ние можеме да бидеме конкурентни на куглани кои што се слични на оваа нашата кај што тренираме ние, со доза на среќа да имаат сите куглари свој ден, и во тој случај би биле конкурентни, инаку за жал сме далеку од конкуренцијата. Тука ќе се надоврзам и со прашањето за инфраструктурата. Вие нели како клуб тренирате во кугларницата Мусандра, претходно во спортскиот центар Борис Трајковски. Дали има доволна и квалитетна инфраструктура, односно дали можеме да кажеме дека има доволно пристојни куглани за да се тренира овој спорт кај нас? Па да, активни се две куглани во Македонија, тоа е кугланата Мусандра во градскиот трговски центар и кугланата во Битола при спортскиот центар Боро Чурлевски. Таму настапуваат битолските екипи на Пелистер, двете мажки и едната женска. А постои куглана во спортскиот центар Борис Трајковски исто, но за жал таму не тренира ни една екипа од пред, не знам, можда година, дена, две, каде што настапи енергетската криза, и таа куглана моментално се користи само за одржување на детски роден дени, на не знам, приватни забави, рекреативни настани и слично. Постои куглана во хотелот Инекс Дрим во Струга, каде што исто така се користи за интерни потреби на рекреативци, на туристи. Постои куглана двостазна во хотел Десарет исто во Охрид, каде што исто така се користи за некои банкарски игри, за слични надпреварувања. Постои куглана во домот на Арама тука кај нас во Скопје. Не сум сигурен дали во функција и во каква состојба. Постои куглана и во хотел Белби, но мислам дека таа е под клуч, а во каква состојба е не знам, и дали има иницијатива и желба за повторно враќање во функција, не би рекол дека има. Исто така постои куглана и во Мотел Македонија во Велес, каде што порано настапува екипата на Маслодајна. И генерално тоа се кугланите во Македонија, од кои што за жал две се само активни. Значи, која била генералната оцена за инфраструктурата во овој? Па, не знам, ниска. Не можам да дадам конкретна оценка, ама ниска. И апелирам да се крене свеста на задолжените и на влијателните луѓе и компании за да се вратат во функција сите овие куглани. Ајде да позборуваме малку за репрезентативниот аспект. Како функционира федерацијата? Дали има репрезентативни собири и доколку дали се истите доволни? Па да, еве, моментално работиме во полна пареја со репрезентација на Македонија. Се подготвуваме за екипното светско првенство кој ќе се одржи во Вараждин во Хрватска сега во месец мај, од 17 до 28 мај. Машката репрезентација е во група со светскиот шампион Србија, со Чешка и со аутсайдерот Данска. На 20 мај во 11:40 првиот настап го имаме со Чешка, да се биде или не,
и буквално тој настап зависи дали ние ќе го продолжиме надпреварувањето во понатамошна фаза или ќе треба да се вратиме назад. Во месец декември во Битола одигравме пријателски надпревар со репрезентација на Босна и Херцеговина. Го загубивме тесно 5-3 и некои си 30 на чуњеви, 30 на кегли како год. Требаше овој период, значи месец април, да се договори реванш, пријателски надпревар со Босна и Херцеговина на нивно тло, но поради празниците не најдовме заеднички јазик и не најдовме време и место каде би се одиграла тој надпревар. Останува на нас да се спремаме, да го дадеме најдоброто од себе и да отидеме во најдобро светло да прикажеме татковината. Имајќи ги предвид овие активности, можеме да заклучиме дека има доволно активности и собири кои што ви овозможуваат непречена работа и надпреварување. Па да, доволно активности има, ајде ќе се осудам да кажем, на клубско ниво, значи на клубско ниво кои помагаат за подобар резултат на репрезентативно ниво. А на репрезентативно ниво, да, реков, имаше во месец декември претходната година, и тука застанавме заради X причини. Дали ви ни ги откриле тие X причини? Добро, тоа е познато секаде во Македонија, финансиите се најглавната причина за случување или за неслучување на некои работи. Поради тоа што ќе дадам апел до сите кои се љубители на спортот, на куглањето, сите поединци, компании и фирми кои може да помогнат за подобро утре на Македонската кугларска федерација, да донират колку може за да почне да цвета, да се врати на старите патеки овој спорт кој е еден од најтрофејните во Македонија, но немаме многу информации за тоа, бидејќи не е така атрактивен како останатите спортови. Ќе кажам дека Македонија точно пред 10 години, 2013 година, на светското екипно првенство во Залегерзек во Унгарија освои светско сребро. И не верувам дека до сега една наша репрезентација постигнала таков успех до сега, а за понатаму исто сум песимист. Дај Боже да се случи нешто, тама не верувам. Бидејќи ги спомнавте финансиите, во јавноста е нели познат ваучер системот кој што помага на спортовите да се развијат. Дали вие добивате некоја помош со тоа? Добиваме, да, ама клубовите добиваат ваучери, а федерацијата и поединците не добиваат. Како придонесуваат овие ваучери за клубовите? Па за одржување на клубовите во живот, за одржување на површина на нивото на водата, ќе се осудам да кажам, за плаќање термини за тренинзи, за плаќање термини за надпревари, и ако остане нешто ситно за некоја пријателска утакмица со соседите од Србија или Хрватска или Босна. Тоа е тоа. Мислам за покривање на основните потреби, не за повеќе. Ке се задржам уште малку на финансиите, бидејќи ги споменавте како проблем. Како според вас можеме, без разлика на тоа, да го вратиме куглањето на старите патеки? Со многу работа, труд и откажување на поединци и на компании. Да, треба многу работа и труд, како што знаеме, сметката на Кугларска федерација на Македонија е блокирана веќе извесен период. Се работи, значи моменталното раководство на федерацијата и секои претходни раководства на федерацијата правеле макотрпни напори за да ја ослободат таа сметка, но за жал не успеале. А моментално се гледа светло на крајот на тунелот. Макотрпно се работи и верувам дека во блиска иднина ќе успееме да ја одглавиме сметката на федерацијата, така што би почнале да примаме финансиски инекции од Агенцијата за млади и спорт и од X спонзори од околу, бидејќи моментално немаат каде тие финансиски средства да легнат, кои би биле наменети за организирање на Македонската кугларска лига, на репрезентациите машка и женска и пониските старосни возрасти. Верувам дека во развојот на куглањето многу ќе придонесат и младите надежи. Каква е состојбата со нив? Колку подмладоци има кугларството кај нас? Еден голем поздрав ќе упатам до колегите од Битола, до кугларскиот клуб Пелистер, бидејќи они моментално најмногу работат
на тој аспект и они имаат доста од подмладок, значи посебен акцент имаат ставено на женските екипи, каде преку училишен спорт, значи преку училишно куглање, каде што општина Битола ги задолжи голем дел од училиштата да ги носат учениците од 8 или од 9 оделение во куглана. И така, значи од колку и да се деца таму, 5 да излезат, куглањето ќе биде во добивка. 10 да излезат, 2 деца да излезат, ќе биде во добивка. На репрезентативно ниво состојбата со младите? Па, они ја држат репрезентацијата, значи младинска репрезентација, машка и женска моментално нема, има кадетска репрезентација до 19 години. Најголем број надпреварувачки се баш од кугларскиот клуб Пелистер Пин од Битола. За крај, може ли една куса најава која е вашето следно надпреварување на меѓународно ниво и какви се вашите очекувања од истото? Со клубот наредно надпреварување сега следниот викенд, каде одиме на реномирани турнири во Хрватска. Се извинувам, во сабота во 18 часот настапуваме на реномирани турнир во Забок. Утре дента на 23 април во недела играме пријателски надпревар со доста квалитетната екипа на Грмошчица од Загреб. И вечерта затвараме со настап на светски познатиот турнир во Запрешич од 19 часот, каде што ќе ги покажеме своите квалитети. И тоа е воедно припрема за престојното светско првенство што следи во мај во Вараждин, во Хрватска. Благодарам на разговорот. Благодарам и на вас.